Здраво дечки, јас сум Криптостеф и добредојавте во видеото каде што ќе збориме за 7 употреби на криптовалутите блокчейн во реалниот свет. Значи, криптовалутите освен шпекулативно средство се користат за многу работи и една од најкорисните работи што се користи блокчейнот и криптовалутите е средство за плаќање и за држање на вредноста и нормално хедж за инфлацијата. Значи, средство за плаќање се користи најмногу во трети земји каде што инфлацијата е многу голема и можете да платите на било каде во светот, на било кого или локално, се што треба да има локална менувачница и нормално он може да си ги размени парите во фиат пари. Од тој аспект, криптовалутите може да служат за плаќање на било што без потреба на банки, без потреба на финансиски друштва и каде што една трансакција може да ве кошта цент или било епте многу малку. За разлика да речеме ако вие сакате да пратите на некого во Европска унија, потребно му е, не знам, милион потпишувања, оде само копија адреса или го скенирате QR кодот и тој ги има парите за неполни 15 минути. Ако го користите некој од другите блокчейни освен биткоин, ќе ве кошта многу малку. Но биткоин е најсигурен и нормално етериум е вториот најпопуларен коин. Од тој аспект, мислам дека тука има многу потенцијал за раст и нормално биткоин како платежно средство ќе се користи уште повеќе во иднина. И една од најсигурните блокчейни во криптосветот. Идеме на втората употреба, децентрализирано финансирање. Банки може да се отворат позајмници, друштва за инвестирање и разни други финансиски иницијативи и друштва, значи каде што едноставно се што ви треба е да направите добар блокчейн и нормално токен каде што ќе има употребливост и најкорисното од тоа е децентрализирано финансирање каде што сега во моментов има пулови, значи базени каде што собираат средства и добивате одреден токен за и нормално камата за тоа. Од тој аспект, тоа се вика децентрализирано финансирање, има разни продукти за позајмување, разни продукти за заложување на вашите токени, као што се биткоин, етериум и тетер или другите стабилни коини и можете да добиете камата или да добиете нивен токен. Најпознати токени од оваа сфера се Lend, Comp, потоа Synthetix, потоа има други разни видови на коини. Можете ги истражите со пишување на DeFi токенси, што е DeFi. Од тој аспект мислам дека сме почетокот на една ера каде што финансиите ќе бидат се повеќе децентрализирани, нема да зависиме многу од банките во иднина. Третата употреба на криптовалутите е датабази за верифицирање или Oracles. Значи ова е многу интересно за луѓето што се занимаваат со оваа сфера. Значи Oracles е еден од начините каде што паметните договори се верифицираат и информацијата што ја добиваат преку Oracles. Значи паметниот договор без Oracles не може да функционира и една од најпознатите токени се Chainlink, втор најпознат токен е Band и тие едноставно се спојија со многу компании што ги користат паметните договори на Ethereum и исто така децентрализираните менувачници кои сакаат да земат информации од надворешниот свет и така ги проверуваат со овие датабази што не може да се фалсификуваат нормално. Четвртата работа е паметни документи без можност за фалсификување. Значи, државните документи како што се лична карта, матична книга, имотен лист, поседовен лист, сите тие што се такви документи не може да се фалсификуваат со блокчейн. Значи еднаш како е на блокчейнот и кога ќе во датабазата не може никој да ги промени. Нормално освен ако нема некој 51% напад, што мислам дека тоа тешко ќе се дозволи. Една од државите што го прави тоа е мислам Естонија и втора држава е мислам Шведска. Тие се малку понапредни од нас и мислат со мозокот, не мислат со тоа што која националност е и се борат за глупости, но едноставно мислат за граѓаните како може да им го олеснат животот. Тоа е едноставно блокчейн која ќе работиш без граници и без регулативи. Идеме на
Петата работа, децентрализиран маркет за апликации и стоки. Во моментов Google Play и разни други апликации, маркети што користат, што се користат во моментот за промовирање на апликации, земаат 30%. Со правење на децентрализиран маркет за тоа, нема да има никакви физ и сето тоа може да биде децентрализирано без потреба на посредник. И од тој аспект мислам дека тука има многу шанса за раст. Тие што ќе вложат во ова, ќе направат голем бум во ова и може да конкурираат на Apple, може да конкурираат на Google и на сите тие што имаат свој маркет за такви работи. Исто така има и децентрализирани минувачници, каде што во сега моментот сите што тргуваме плаќаме одреден процент на нив и мислам дека со ова ќе има доволен раст и нормално побарувачка во иднина. Идеме на шестото. Паметни договори без потреба на нотар и посредувач. Значи паметни договори може да правиме договор дека ја и ти ќе направиме дека сакам да ја шитнам колата. Во случај ако ти не ми даеш пари, паметниот договор се колатеризира и нормално ја ги добивам парите, или ти ако да речеме не ја добиваш колата, имаш договор дека ја не сум бил фер спрема тебе и ти нормално ја добиваш колата, со тоа што може да ги трнеме сите тие нотари што земаат ненормални давачки и ненормално земаат пари за услугата. Со ова може да се трнат и едноставно да функционираме на тој начин каде што со паметен договор на Ethereum блокчейнот правиме договор дека некоја услуга или добро или стока може да се направи и кога ќе заврши договорот сите ќе бидат исплатени во Ethereum. Паметна влада, значи има тоа се вика DAO или децентрализиран авторитет, каде што луѓето што држат одредени токени имаат право на глас, може да се воведе и децентрализирано гласање, каде што ќе се намалат измамите и секакви други работи што се со владење може да се прави со блокчейн. Од тој аспект мислам дека ви покажав многу доволно работи за што може да се користи блокчейнот и од тој аспект мислам дека треба да истражите малку повеќе. Ако сакате да дознаете, ја ви кажав само што е употребата, но вие ако сакате можете да направите подлабоко истражување и да се внесете во блокчейн и да ми пишете на YouTube страната и коментар што највеќе ви се допадна од сето ова. Поздрав!